Народниот правобранител има регистрирано околу 30 на поплаки за повреда на избирачкото право. Оваа бројка се однесува на ниво на цела држава, истакна народниот правобранител од Струмица Славчо Тимов. Според него, забележан е голем број јавувања на граѓани, од кои повеќето од нив се однесуваат на притисоци и закани за гласање за одредена партија. Предупредува и дека учеството на малолетни деца во кампања, спотови или снимки е прекршување на детските права. Веќе имаме повеќе јавувања за прекршување на избирачкото право на граѓаните на бесплатната телефонска линија. Ние сме поврзани со централата на Народниот правобранител во Скопје и во соработка со сите подрачни канцеларии ги решаваме подитно таквите проблеми и утврдуваме дали има навистина повреда на избирачко право, дали има притисоци, закани, уценувања или друг начин и форми на прекршување на избирачкиот закон. И таквите повреди засега успешно ги реализираме, односно проблемите ги отстрануваме подитно. Најмногу реагираат на притисоци во однос на избирачкото право да го дадат гласот за некоја политичка опција која одговара на одредени раководители, на одредени лица. Тимов апелира до сите директори, институции и политички партии да не вршат притисоци до граѓаните, бидејќи повредата на избирачкото право е кривично дело и казниво со закон. Повреда на избирачкото право е кривична одговорност. Во казнениот закон е предвидена казна затвор. Некаде и парична казна, меѓутоа доста се ригорозни и високи казните за овој вид на кривични дела, така да може да подлежи на кривична одговорност казна затвор. Секој има право да се изјасни за својата опција без да трпи никакви последици за тоа. Граѓаните се тие кои одлучуваат. Никој не смее да одлучува во нивно име преку разни форми на притисоци, уцени и закани. Токму затоа ги охрабрувам граѓаните да пријават веднаш и без двоумење секоја форма на притисок, прекршување на нивните права и на прописите. Доколку граѓаните сметаат дека има неправилности во изборниот период, истите може да ги пријават на бесплатниот телефонски број 0800 54321 или директно во канцеларијата на Народниот правобранител.